Сите обврзници за доставување годишни сметки за 2016 година да го испочитуваат законскиот рок за доставување на истите до 28 февруари 2017 година, односно за трговските друштва што поднесуваат во електронска форма и за трговците поединци и за самостојните вршители на дејност, што поднесуваат по избор во хартиена или во електронска форма до 15 март 2017 година, подсетува директорот на Централен регистар Андреа Поповски. Веќе трае поднесувањето на годишните сметки за 2016 година, кои што правните субјекти ги доставуваат до Централниот и имаат законска врска да ги доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија. Да подсетам дека роковите за доставување на годишните сметки се до 28 февруари во хартиена форма, со тоа што со измените од Законот за трговски друштва е овозможено за оние субјекти кои што ќе се одлучат да поднесат годишна сметка во електронска форма, имаат можност тоа да го направат до 15 март, со таа разлика што средните и големите субјекти, кои што се како средни и големи согласно Законот за трговски друштва, во таа класификација спаѓаат, за нив обврската е фактички до 15 март, бидејќи тие можат, односно треба да достават исклучиво електронски годишна сметка. Во меѓувреме, Централниот регистар работи на понуда на нови производи. Во моментот сме во фаза на тестирање на производ кој што е сублимат од информацијата од заложен регистар и од информација од регистарот за лизинг, кој што ќе може и хартиено и електронски да се презема преку системот за e-потврди. Тоа е сублимат кој што може да биде пребарувано или по заложен должник или заложен корисник или по корисник или по должник. Сублимат е од регистарот, заложниот регистар ќе повторам и од регистарот на лизинг. Се очекувам дека во најскоро време ќе биде истестирана и ќе од страна на нашите служби ќе биде пуштена во употреба. Сепак политичката дестабилизација има свое влијание врз работењето на Централниот регистар и спроведувањето на проектите предвидени согласно програмата. Ние гледаме статистика на издадени информации. Тука се и оние кои што се во постапка за јавни набавки, во било која постапка, значи ние издаваме Централен регистар потврди, информации кои што во било која постапка можат да бидат искористени, дали законска, дали информативно, бизнис заедницата е заинтересирана да ги зема, имаме ние големи корисници кои што преку веб сервис добиваат податоци и гледаме дека преку продадените информации бројот на продадени информации ни се има намалено овие период од 1-2 години и секако дека влијае. Меѓутоа се трудиме, како што кажав, искуството кој што го имаме изминативе 10 години од кога Централниот регистар, трговскиот регистар е воспоставен во 2006 година. Од тогаш на тука имаме пораст на обем на работа, пораст на палети на услуги кои што ги издаваме, електронски услуги кои што ги воведовме, регулаторна гилотина и да не ги спомнувам сите оние мерки на владата кои што придонесоа за да вие ќе се сетите и економската криза, светската криза која беше пред 6-7 години, 5-6 години. Во Република Македонија не се одрази тоа.